Централен дневник на К1 добро вечер. По кратките најави кои го одбележаа денешниот ден започнуваме веднаш. Гледајте не. Велешани пијат квалитетна вода. На светскиот ден на водата од јавното комунално претпријатие Дервен велат промена на цената нема да има. Пензионерите од село Марена добија катче за одмор и рекреација. Бомбашки напад во Брисел. Најмалку 26 лица загинаа, а повеќе од 130 се ранети. Жител на Свети Николе е првиот корисник на поволностите од мерката Купи куќа за млади. Ова го обелодени вице-премиерот Зоран Ставревски во отчетот за сработеното на ВМРО ДПМНЕ во изминатите 10 години. Жител на Свети Николе е првиот корисник на поволностите од мерката Купи куќа за млади. Ова го обелодени вице-премиерот Зоран Ставревски во отчетот за сработеното на ВМРО ДПМНЕ во изминатите 10 години. Кисела вода и Свети Николе се првите корисници на проектот Купи куќа за млади. Имаме двајца корисници, едниот од Кисела вода, едниот од Свети Николе. Јанинот од Свети Николе ќе си направи нова куќа, собствен дом за него и неговото семејство. Нека име со среќа. За да се доближи оваа мерка, но и да се актуализира и проектот Купи куќа, купи стан, Ставревски вели дека продолжуваат активностите, како на Министерството за финансии, така и на отворените канцеларии скоро во секоја општина. За само 2 години, преку проектот Купи куќа, купи стан, 600 граѓани го обезбедија своето стамбено прашање. 21 милион евра стамбени кредити се одобрени врз база на проектот Купи куќа, купи стан во овие 2 години. А вкупно во 3,5 години на реализација на тој проект 820 граѓани го решија стамбеното прашање, односно дојдоа до собствен дом, при што 28 милиони евра стамбени кредити им се одобрени на тие граѓани. Општината Свети Николе, која го има и првиот апликант за добивање на државни пари, наменети за изградба на собствен дом, беше и првата општина која промовираше и локацијата за градба. Сега веќе со сигурност се знае дека и во Велес заинтересираните граѓани собствен дом преку проектите Купи куќа за млади и Купи куќа, купи стан може да изградат на една од двете понудени локации – местноста Костурница и населбата Трпезица. Пред работодавачите и невработените лица во Центарот за вработување во Велес беа презентирани активните мерки за вработување. На отворениот ден граѓаните слушнаа за мерките и програмите кои се дел од оперативниот план на Агенцијата за вработување. Агенцијата за вработување на Македонија во Центарот за вработување во Велес ги презентираше активните мерки за вработување пред работодавачите и невработените лица. Денешната средба беше поделена во 3 дела. Првиот за инфосредба со невработени лица на возраст над 40 години. Вториот дел беше резервиран за форум со работодавачи, а во третиот дел инфосредба со невработени на возраст до 40 години. На отворениот ден граѓаните слушнаа за активните мерки и програми дел од оперативниот план на АВРМ. Се информираа за начинот на аплицирање и поставуваат директни прашања до вработените во Центарот за вработување Велес и представниците на Агенцијата за вработување на Македонија. Во Вардарскиот регион во моментов има 9476 активни баратели на работа, а бројот на слободни места во Велес изнесува 88, додека во Кавадарци 71. Денеска официјално беше отворен пензионерскиот клуб каде возрастните жители ќе може да другаруваат, одмараат и рекреираат. Новиот клуб е со површина од 50 метри квадратни и ќе биде отворен секој работен ден. 150 пензионери од село Марена од сега ќе имаат место каде ќе ги поминуваат своите пензионерски денови од животот. Денеска во ова село официјално беше отворен нов пензионерски клуб, каде што луѓето од третото доба ќе можат да другаруваат, одмораат, рекреираат и да го поминуваат своето слободно време. Па ние кај што имаме можност на сите наши ограници да се јаваме да му возможиме нашите пензионери да се дружат, да има каде да разговараат, да го минат слободното време и да му биде што полесно старењето, да не им биде терет. Сакаме да можеме да се дружиме со наши луѓе, со наши генерации, да може да разговараме, да се дружиме. Ние сме Сдружение на Кавадарци и Росоман на пензионери
И сегден ќе имаме може да се отвориме во Сопот, во Росоман, Марена. Пензионерите во својот работен век зад себе имаат создадено многу дела, што и биле во полза на општината како и на целокупното општество. Затоа општина Кавадарци како досега така и во иднина ќе продолжи да ги поддржува сите активности и барања на кавадаричките пензионери. Ги пратиме сите активности на пензионерите, секако се многу, меѓутоа даваме поддршка онаму кај што треба и секако за пофалба се активностите кои што ги спроведуваат на чело со претседателот Ицко Андјушев, а локалната самоуправа и до сега и од сега ќе биде тука на што може да помогнеме. Новиот пензионерски клуб се наоѓа во центарот на село Марена. Клубот е со површина од 50 метри квадратни и ќе биде отворен секој работен ден. Пензионерите се задоволни и благодарни за овие простории. Овој пензионерски клуб за пензионерите од Марена ќе значи многу. Ќе значи про рекреација, спортување, разонода, играње на игрите кои што ги имат пензионерите, шах, домино, табла и така натаму. Значи, сите спортски активности ќе ги обувуваме во овој објект кој што ни го изгради пензионерите на Кавадарци ни го изградија. Освен пензионерскиот клуб, пензионерите од Марена добија и летниковец, кој ќе биде добредојден за нив, но неспорно е дека овој летниковец ќе го користат и други намерници за да се разладат од жешкото сонце и да се одморат под сенка. Денеска се одбележува Светскиот ден на водата. Според испитувањата кои се вршат секојдневно во јавното комунално предпријатие Дервен, но и во Заводот за здравствена заштита, водата од градскиот водовод во Велес е исправна за пиење. Од јавното комунално предпријатие Дервен велат промена на цената нема да има. Водата во градскиот водовод во Велес е исправна за пиење. Ова го покажуваат испитувањата кои се вршат секојдневно во лабораторијата на јавното комунално предпријатие Дервен, но и во Заводот за здравствена заштита. На Светскиот ден на водите, покрај апелот за рационално користење на водата, од ЈКП Дервен велат дека остануваат посветени во намерата Велес и понатаму да остане една од водечките општини по квалитетна вода кој се дистрибуира преку водоводната мрежа до крајните потрошувачи. Една од ретките во државата фабрики за преработка на вода сме ние што имаме озонатор за озонирање на водата. Значи, технолошкиот процес кој се одвива во фабриката оди со две заштити. Имаме предфлорирање, предозонирање, таложење, озонирање на водата, филтрирање и крајно гасно хлорирање на водата. Кога станува збор за квалитетна вода за пиење, локалната самоуправа прави напори секое населено место да биде дел од градскиот водовод. Во тек се активности за поврзување на селата Чолошево и Дорутовец. Се отпочнати работите на вториот дел од цевководот, односно од почетокот на резервоарот, па се оди до спојката со соседното место Дорутовец. Значи, досега има изработено 2100 метри долженски поставени се од проектот вреден 14,5 милиони денари, со кој што проект ќе го завршиме горливиот проблем што со долги години ги мачи овие две населени места, значи Дорутовец и Челошево, да ги обезбедиме со вода за пиење од системот Лисиче. Она што за Велешани е многу значајно покрај квалитетот на водата за пиење е и цената на чинење на метар кубен. Од јавното комунално предпријатие Дервен велат, Велешани можат да бидат спокојни. Промена на цената на водата за пиење за сега нема да има. Сточарите кои ќе го осигураат својот добиток ќе добијат државни субвенции. Осигурителните компании нудат пакети за угинување на домашните животни поради болест, несреќен случај и принудно колење. Износот за субвенции би можел да се зголеми од 5 на 10 милиони денари, доколку интересот кај сточарите е голем. Освен субвенции за земјоделците кои произведуваат храна од растително потекло, и сточарите ќе добиваат пари од државата за осигурување на добитокот. Осигурителните компании за осигурување на сточарството нудат пакети за угинување на домашните животни поради болест, несреќен случај и принудно колење. Сточарите досега целосно ја плаќаа полисата, но со измените на Законот за земјоделство ќе имаат право да поднесуваат барања за субвенционирање.
во периодот од 2012 до 2014 година. Анализите покажуваат дека интересот е зголемен за 62%. Речиси 12,5 милиони денари е просечната вредност на премиите за осигурување во сточарството. Со 60% субвенции би изнесувала 7,5 милиони денари. Износот за субвенционирање кој го дава државата би можел да се зголеми од 5 на 10 милиони денари, доколку интересот кај сточарите е голем. Општинската организација на СДСМ Кавадарци денеска на пресконференција ги повика сите спортски клубови, регистрирани на територијата на општина Кавадарци, да учествуваат во поднесувањето на апликациите за распределба на финансиските средства за помош и развој на спортот. Секоја година општина Кавадарци распишува јавен повик за прибирање на апликациите за финансиска поддршка од буџетот на општина Кавадарци за 2016 година, намената за спортисти, спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци. Со овие зборови портпаролот на општинската организација на СДСМ Кавадарци ја започна денешната пресконференција и рече дека апликациите со целосната документација требало да бидат доставени најдоцна до 25 ноември минатата година. Комисијата за спорт, составена од советници на Советот на општина Кавадарци, се уште не беше свикана и покрај испочитуваниот рок од страна на спортските клубови. Во меѓувреме, целосната документација исчезнува од општина Кавадарци и од спортските клубови, па случајно или не, постапката се повторува без претходно да биде распишан нов јавен повик. Ова само ја покажува несериозноста, непрофесионалноста и недомачинското работење на луѓето кои што се плаќаат од џебот на граѓаните во општина Кавадарци. Градоначалникот Александар Панов потенцираше Петров имал обврска пред граѓаните да одговори кои се причините за исчезнувањето на целосната документација и кој ќе ја сносел одговорноста. Советниците на СДСМ на последната седница, како што рече портпаролот на СДСМ, успеале да се заложат да се отвори нов јавен оглас, нова правична и транспарентна одпределба на утврдените 1.300.000 денари, според утврдената методологија за финансирање на спортските клубови. Во таа насока Петров ги повика сите спортски клубови регистрирани на територијата на општина Кавадарци да учествуваат во поднесувањето на апликациите за распределба на финансиските средства за помош и развој на спортот. Утре е последниот ден каде можат сите заинтересирани спортски клубови да поднесат апликации за добивање на финансиска поддршка од општината. Заврши портпаролот на општинската организација на СДСМ Кавадарци. Денеска во објектот Сонце на детската градинка Димче Мирчев беа засадени 100 дрвца. Оваа акција е во рамки на одбележувањето на деновите на пролетта и екологијата, а при засадувањето на дрвцата на децата им помогна градоначалникот Славчо Чадиев. 100 дрвца беа засадени денеска во објектот Сонце на детската градинка Димче Мирчев во Велес. Градоначалникот Чадиев, председателот на еколошкото друштво Вила Зора Ненад Коцик и директорката Цецева им помогнаа на дечињата кои со голем ентузијазам ги посадија дрвцата во дворот. Ова акција е во рамки на одбележувањето на деновите на пролетта и екологијата. Беа засадени различни типови на земјени дрва. Оваа година, барем ако што знам, прв пат засадивме и молики во дворот на градинките, се надеваме дека успешно ќе пораснат и други видови како борчиња, туи различни дрвца кои што треба да ја унапредат и разубават нашата животна средина, да ни помогнат да имаме почист и поздрав воздух. Ваквите активности представуваат вистинска радост за дечињата од детската градинка, вели директорката Анида Цецева. Денес засадивме повеќе земјзелени садници во објектот Сонце, а исто така во сите објекти на детската градинка денес ги оплеменуваме дворовите во соработка со родителите, со цветни насади и земјзелени насади. Значи, пролетта е особено важен период за сите нас. Дечињата се сите во дворовите на детските градинки уживаат во самиот настан. Еколошкото друштво Вила Зора и општина Велес во текот на вчерашниот ден со велосипедски кроз Тур де Велес го одбележаа денот на екологијата. Четиригодишно дете се здоби со тешка телесна повреда во сообраќајна несреќа која се случила вчера попладне околу 17 часот во село Бузалково.
22 годишен жител на село Бузалково управувал товарно моторно возило со велешки регистарски таблички, при што најверојатно поради невнимание му ја прегазил ногата на детето. По несреќата, детето е пренесено во медицинскиот центар Велес заради укажување лекарска помош и истото е препратено на клиника во Скопје. По овластување на јавен обвинител, увид на лице место изврши увидна екипа од секторот за внатрешни работи Велес. А денес лична сообраќајка се случи и во Велес. Како што информираат од СВР Велес, во 12 часот и 35 минути на улица Благој Ѓорев, пред зграда број 127 во Велес, дојдено е до сообраќај на несреќа помеѓу патнички автомобил марка Пежо со велешки регистарски ознаки, управуван од 46 годишен жител на Велес и 11 годишно дете пешак. По несреќата пешакот е пренесен во медицинскиот центар Велес, каде се констатирани телесни повреди и е задржан на лекување. По овластување на јавен обвинител, увид на лице место изврши увидна екипа од секторот за внатрешни работи Велес. Државната изборна комисија за неколку дена ќе започне теренската проверка на записи. Председателот Ѓорѓе Иванов, кој беше во редовна посета на Агенцијата за разузнавање, изјави дека Македонија ги има сите ризици што ги имаат и останатите земји, но институциите успешно се справуваат. Вести од Македонија. Теренската проверка на 100.436 записи кои произлегува од вкрстената проверка на податоците ќе започне кон крајот на оваа недела. Проверката на терен ќе ја вршат 374 овластени анкетари, а нивни контролори ќе бидат раководителите на подрачните единици на Државната изборна комисија. Ова го соопшти на денешната пресконференција Љупка Гугучевска, советник во Државната изборна комисија, откаде објавуваат дека ќе биде реализирана медиумска кампања Отворени врати, со што сите граѓани ќе бидат повикани да учествуваат во проверката. Представниците на 4 најголеми политички партии во земјава ќе можат да извршат пасивно наблюдување на целиот процес. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, кој беше во редовна посета на Агенцијата за разузнавање, изјави дека земјава ги има сите ризици што ги имаат сите земји од нашето опкружување и во Европа. Постојат заканите, но ние успешно се справуваме со нив и превентивно и проактивно делуваме. Граѓаните треба да бидат спокојни, затоа што со сите ризици што постоеа досега, нашите институции во соработка со нивните партнерски служби спречуваа. Одговарајќи на прашање за тоа, дали е подобрена размената на сознанија и информации со разузнавачките служби од други земји во контекст на мигрантската криза, тој рече дека забелешката за соработката со разузнавачките служби била во октомври лани кога било побарано, како што рече да имаме пристап до базите за Фронтекс и Шенген и да можеме сите податоци да ги разменуваме. А од вестите од светот, Барак Обама вчерашниот ден го оцени како нов почеток во односите помеѓу САД и Куба. Исламската држава одговорна за нападите во Брисел што утрово се случија и загинаа најмалку 26 лица, а 130 се ранети. Американскиот председател Барак Обама го оцени вчерашниот ден како нов почеток во односите помеѓу САД и Куба. Обама изјави дека имал отворен и чесен разговор со кубанскиот лидер Раул Кастро за прашањето на човековите права, пренесуваат британските медиуми. Тој додаде дека Соединетите Американски држави се подготвени да воспостават повеќе трговски врски со Куба, што пак ќе придонесе за создавање работни места и за американците и за кубанците. Неговиот кубански колега пак повика на кревање на американското ембарго наметнато врз Куба, посочувајќи дека ова е една од најголемите пречки пред економскиот развој на Куба. Од друга страна, Кастро ги поздрави промените преземени од администрацијата на Обама, што дозволуваат обновување на летовите меѓу САД и Куба и промените во телекомуникацијската сфера. Одговорноста за нападите во Брисел ја презеде терористичката организација Исламска држава, јави ТАС. Најмалку 26 лица загинаа, а повеќе од 130 се ранети во трите експлозии из утрината во Брисел, јавуваат белгиски медиуми.
Министерката за здравство во Белгија, Маги де Блок, изјави дека во нападите на аеродромот загинале 11 луѓе, а повредени се 81, додека во метростаницата Молебек загинаа најмалку 15 луѓе, а повредени се најмалку 55. Македонската фудбалска репрезентација веќе втор ден е на заеднички собир во пресрет на утрешниот пријателски надпревар против селекцијата на Словенија. Пливачот Марко Блажевски победи во 10 дисциплини на зимското првенство на Македонија, што изминатиот викенд се одржа на Олимпискиот базен во Скопје. Вести од спортот. Младинската фудбалска репрезентација на Македонија до 18 години ќе одигра 2 контролни средби со селекцијата на Финска. Надпреварите се закажани за 25 односно 27 март на тренинг центарот Петар Милошевски во ФФМ со почеток во 15 часот. Ова е прва средба на овој состав со селекцијата на Финска. Македонската фудбалска репрезентација веќе втор ден е на заеднички собир во пресрет на утрешниот пријателски надпревар кој ќе се одигра во 18 часот против селекцијата на Словенија во Копер. Агим Ибраими е веќе староседелец во Словенија и неколку сезони го носи дресот на Марибор, па смета дека надпреварот против словенците ќе биде добар тест за нашиот национален тим. Пливачот на Вардар Марко Блажевски победи во 10 дисциплини на зимското првенство на Македонија, што изминатиот викенд се одржа на Олимпискиот базен во Скопје, во кој учество зедоа 210 пливачи од 10 клуба од Скопје, Струга и Штип. Од другите постигнати резултати најмногу се истакна рекордот на Ана Јаневска, кадетски рекорд на 50 пеперутка 30 секунди и 16 стотинки, Јана Милковска рекорд кај помлади пионери на 50 пеперутка 36 секунди и 40 стотинки и Антони Симоновски за постари пионери на 400 слободно 4 минути 24 секунди 75 стотинки, рекорд стар 10 години. Марија Шарапова го шокираше светскиот тенис со објавата дека паднала на допинг теста за време на Австралија Open, но последните информации велат дека русинката би можела да помине неказнето. Имено компанијата Grindex, која го произведува лекот Милдронат, тврди дека за целосно чистење на телото од оваа супстанца се потребни неколку месеци. Ова сигурно ќе биде олеснителна околност за Шарапова, која беше позитивна на допинг тестот во јануари, веднаш по стартувањето на сила на забраната за користење на овој лек од страна на спортистите. Леброн Джеймс постигна 33 поени, 11 скока и 11 асистенции во победата над Кливленд против Денвер со 124:91. Кавалир со оваа победа стигнаа до скорот 50 победи 20 порази, со што ја запечатија титулата во Централната дивизија во Источната конференција. J.R. Смит реализираше 15 поени, Ченинг Фрај постигна 14 поени за Кливленд, кај Денвер Вил Бартон со 27 поени беше најефикасен, додека по 11 поени постигнаа тројца кошаркари. Голден Стейт славеше тесно на гостувањето кај Минесота со 119:104. Дреймонд Грин со 24 поени најмногу се истакна кај шампионот, додека Стеф Кари броеше 19 поени. Кај Тимбервулф, Ендру Вигинс со 25 поени ги предводеше домаќините. Томс реализираше 1 помалку, додека Рики Рубио имаше 20 поени. Шампионот сезонава има скорот 63 победи и 7 порази. Шарлот славеше против Сан Антонио со 91:88, иако имаше негатива од дури 23 поени во текот на надпреварот. Джереми Лин постигна 29 поени за Хорнетс.
Времето утре променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Локално се очекува да наврнат околу 30 литри на метар квадратен, а ветерот да достигне брзина над 80 км на час. Ки има и услови за појава на град. Деталите во продолжение. Ко гледавте централното издание на Дневникот, ви посакувам пријатна вечер. Пријатно.